civilmedia.mk. Кратки нозе, добре дојдовте. Заедно со вас разоткриваме нова серија дезинформации со неспорни факти и аргументи. Во ова 25-то издание зборуваме за дезинформации изнесени од градскиот советник на ВМРО ДПМН Андоновски дека поранешниот скопски градоначалник Шилегов никој ништо не го прашувал 4 години. Ке зборуваме и за изнесени непроверени информации за наводна поголема опасност на омикрон сојот на коронавирусот за децата. Почнуваме веднаш. Повеќе медиуми објавија ист дезинформирачки наслов по емисијата Топ тема на 20 декември 2021 година, на која гостуваат двајца советници од Советот на град Скопје. Но ова не беа единствените дезинформации што произлегоа од ова соочување. Насловот Андоновски се што вети Арсовска исполнува, а Шилегов никој ништо не го праша 4 години, го објави Инфомакс. Идентичен наслов објави и Курир, а истиот наслов го објави и Обсервер, како и порталот Весник и порталот Вечер. Порталот Нетпрес пак го објави како наслов истото тврдење, без да му го атрибуира на политичарот Андоновски. Но да видиме што точно кажа советникот Андоновски откако наброја дел од ветувањата на Арсовска за првите 82 дена од мандатот и како реагираше водителката на Топ тема. Од тука можам да видам дека кога давате ветувања, тие се реализираат. Ништо налик, например, на ветувањето за мост, Добро, јас мислам дека ќе ги анализираме сега во текот на емисијата. Едно по едно генерално ми беше... Што 4 години Петар Шилегов не беше прашан за тунел под Кале од новинарите. 4 години не беше прашан како ќе ги реализира своите дека никого не сме прашале, немојте да зборувате. Кој остана со кратки нозе? Порталите, Андоновски или водителката на Топ тема? Со кратки нозе останаа порталите кои го објавија тврдењето се што вети Арсовска исполнува. Прво, нема експлицитно тврдење од Андоновски дека се што вети Арсовска исполнува. Освен тоа, кога има универзално афирмативно тврдење, доволно е да се посочи само еден пример за тоа да се побие. Например, анализата на Вистиномер од 16 декември 2021 со наслов Арсовска најави, но не почна на 10 декември да го украсува Скопје за нова година, го побива тврдењето се што вети Арсовска исполнува. Второ, со кратки нозе остана и советникот Андоновски со тврдењето дека 4 години Петре Шилегов не беше прашан за тунел под Кале од новинарите. Не е точно ни тврдењето дека Шилегов 4 години не беше прашан како ќе ги реализира своите проекти, како и тврдењето на порталите кои во наслови тврдеа дека Шилегов никој ништо не го праша 4 години. Например, Шилегов беше прашан и за тунелот под Кале токму на телевизија Телма во Топ тема. Дефинитивно се откажувате од тунел под Кале и Луна парк? Не. Тунелот под Кале, јас кажувам, не сум човек што импровизира. Подобро е да загубите време во проектирање и во планирање, подолго, за да имате добра реализација, да не ви се случи киче во Охрид. И други новинари му поставуваа на Шилегов прашања за тунелот под Кале. Например, телевизија 21 објави содржина. Дали ќе се реализира тунелот под Кале до Чаир? Одговара Шилегов за телевизија 21. Вистиномер пак изработи детални анализи не само за ова ветување, не се гледа светлина за ветениот тунел под Кале, туку и за други ветувања на Шилегов. Како например, топ 5 нереализирани еко ветувања на скопскиот градоначалник Шилегов и крајот од мандатот, каква е судбината на 20 најважни ветувања на Шилегов. Според ова што го видовме, повеќе медиуми, а и советникот Андоновски останаа со кратки нозе со тврдењата дека Шилегов не бил прашуван за ветените проекти. Поранешниот градоначалник ја плати цената на неостварените ветувања со губење на довербата на граѓаните. Таков однос граѓаните треба да имаат и кон други политичари, а и кон медиумите, не само за неисполнети ветувања, туку и за изречени невистини. Без оглед кој што мисли, голем број од граѓаните имаат долго паметење и не заслужуваат политичари и медиуми со кратки нозе.
Повеќе портали објавија информации за сериозна студија која ја објави Discovery, како дел од изјава на наш лекар кој упати апел за затворење на школите и преминување на онлайн настава. Но да видиме што точно кажа лекарот во прилогот на телевизија Сител. Царовска, епидемиолошката состојба во училиштата е стабилна. Мехмедовиќ апелира на онлайн настава поради ковид и сезонски грип. Има една сериозна студија која што ја објави на Discovery осигурањето во Јужна Африка, според која што и доколку хоспитализацијата кај повозрастните е намалена за негде до 30%, овие во прашање омикрон сојот кај децата таа хоспитализација, зголемена за деца под 18 годишна возраст, школска возраст, е зголемена за 20%. И тоа е сериозна бројка која што не индицира дека треба сериозно да размислуваме за тоа да ги заштитиме и помладите, а не да ги препуштаме толку лесно на вирусот и на болеста и да сметаме дека лесно ќе поминат низ таа фаза на создавање имунитет и прележување на болест. Затоа уште еднаш сметам дека онлайн наставата е едно од посоодветните решенија, барем во овој период кога имаме зголемена циркулација на респираторни вируси. Но оваа изјава не е соодветно пренесена ни во прилогот на Сител, ниту од порталите кои спомнуваат само Discovery, без да кажат дека станува збор за осигурителна компанија Discovery Health, што ги наведува читателите на погрешни заклучоци дека се работи за телевизискиот канал Discovery. За резултатите од споменатата студија извести и Reuters на 14 декември, напоменувајќи дека наодите не се конечни, туку прелиминарни. По известувањето за зголемениот ризик од 20% за хоспитализација кај децата, иако има многу ниска апсолутна инциденца кај децата, има предупредување дека станува збор за рани податоци, а подоцна и тврдење дека научниците од Јужна Африка рекоа дека не можат да потврдат врска помеѓу омикрон и зголемените приеми на деца. И експертските реакции објавени на 14 декември на Science Media Center укажуваат дека не треба да се излекуваат дефинитивни заклучоци за ризикот за децата. Еден од експертите укажува дека и за претходните варијанти имало тврдења дека децата ќе бидат позасегнати, што подоцна се покажало како неточно, затоа што тврдењата биле засновани на рани и делумни податоци. И Светската здравствена организација на 17 декември укажа дека се уште има ограничени податоци за клиничката сериозност на омикрон и дека се потребни повеќе податоци за да се дојде до разбирање. Затоа, додека науката не дојде до проверливи сознанија, најдобро е да ги почитуваме препораките на Светската здравствена организација за заштита на себе си и на другите и да се воздржиме од ширење на дезинформации или непроверени информации, кои може да имаат сериозни штетни последици. Тоа беше се во овие кратки нозе. Очекувајте не наскоро во нова заедничка потрага по вистината. Останете со Цивил Медија.